Премногу ми се допадна од аспект на тоа дека не беше клише обука каде што нас не се зборува што е продажба, што се клиенти, тешки категории на клиенти и слично, туку напротив беше практично осмислено сценарио за она што ние навистина го работиме. Мислев дека све знам за продажба, мислев дека е најлесно да се продава, мислев дека мене секоја продажба ми е успешна, после некои теми кои што ги работевме на обуката, всушност сватив каде грешам и што во иднина треба да поправам. А најмногу што ми остави впечаток е практичните вежби кои што ги правевме при самата обука, кои што сега ми искрено ќе ви кажам како очанаш и ми се случува сега во реална ситуација да во процесот во комуникација со клиентот да се сецнам и да речам чекам малку стои вака требаше или не требаше или продолжи да така е како што го зборавме. И искрено тоа зборува за влијанието на обуката на нас како индивидуи. Ја применувам техниката за исправен грб на шалтер, затоа што таа искрено ми беше проблем. Ја применувам техниката на понамалено фейк смеење на шалтер, затоа што искрено многу се приметувало, а тоа ние не бевме ни свесни. И ја применувам обуката на трпение во ситуации на милион поставени прашања. Не од аспект дека претходно не сме го применувале, туку од аспект на промена на концептот во објаснување, се со цел клиентот побрзо да не свати и да нема уште повеќе забуни кои што му предизвикуваат нормално едни исти прашања и слично. Одлични. С големен број на посетители во агенцијата, намален број на тензични ситуации на шалтер, зголемени дискусии во рамки на нашиот тим во однос на тоа како продаваме, што може би треба да промениме. Значи, генерално, се некако ни се вклопи пред еден навистина тежок проект, тоа ни беа абсолвентските екскурзии летото за млади, така што резултатите се резултираше со 2 месеци пред летниот период продадени аранжмани за лето, така што повеќе од тоа и не треба да се зборува. Колку и да звучи фалбаџиски, колку и да звучи сега дека лица правиме затоа што ние сме задоволни од обуката, искрено Лазар е еден таков лик кој што треба буквално секој да си го викне во својата фирма, институција, организација, ако му треба човек кој што сака реално да му каже каква е ситуацијата на предпријатието или фирмата и да го научи. Извонредна индивидуа која што е толку позитивен, кој што толку нема влакна на јазик и знае реално да ни каже до каде сме и како сме, така што искрено само пофални зборови. Човек кој што буквално на наједноставен начин може да ти ги отвори очите и да ти објасни во кој правец одиш, каква енергија треба да шириш и дали тоа е добро или не. Систематски зборувавме за проблемите и многу искрено ни даваше предлози и насоки како ние да ги надминеме тие проблеми, затоа што фирма без проблеми не постои, без потешкоти, падови и подеми искрено не постои, така што тоа највише ми остави впечаток. Насмевка кај вработените, најпрвичен контакт кој што треба да го имаат со клиенти, поорганизирано работење, од друга страна мотивација за тимско работење и трпение за објаснување, кое што искрено ретко се наоѓа било каде и во било која институција кај нас.